Имаме еден совршен рецепт. Бога ми Може, изгледа многу вака, колку убаво изгледа, човек да. да седне да го Да. јаде. Така. Значи, ова ќе биде готово негде 7 до 10 минути. Тазе пастрмката спие. Гледам, За гледам. тоа време, Ја јас ќе ти слушам. приготвам. Ја слушаш ли? Само што ја ставивме, почна да чрчори, значи. Значи, одиме овдека со масленце, ќе ти направам и сосче. Да Значи, не ја сосче. претераме, еј. А нема да ја претераме Јас точно таман. дека од многу глава не боли, ама Так. корему да не ме заболе, знаеш Да. како е стрмичар. Так. Значи, овдека одиме со ананасче, бадемчиња, лешничиња, кисела краставичка и ќе туриме овдека малку бело винце. Многу Значи, не стрвиш. туривме во рибата, затоа што ја сакаме малце Знаеш да да се... стрвиш човек, значи ја ловам. Так. Те бива за таа работа. Така. Малце Што е бело винце, а? Малце бело винце. Исто наше домашно така. И Магданосче има таму. Значи, оди дафинка. За сигурно, малку. Значи, да добиеме на вкус, на сосот. Ја знам дека си ти и голем влюбеник во македонската историја. Ептен, да. Да, Александар Македонски да го имаше PXD Адамот, мислам дека Многу има цел интересни. свет ќе беше негов Многу плюс. интересни факти има, затоа треба посебна емисија за Но Александар. види го бродчета, види го. За бродот кога гледам. Ги гледаш Види го веслата? бродчета. Да. Знаеш ли како економски зајакнала Македонската империја во времето до Филип II Македонски? До Филип II. Да, значи пред Филип II. Тогаш она економски зајакнува. И Точно растотот- за да имаш растотот војна после да ја економска- финансираш Да. војната, мора да бидеш јак. Така е. Не знам. Ево искрено, јас као добар познавач. Има една прекрасна книга, автор е Јуџин Борза, тоа е Така. американски археолог, се уште е жив човекот, меѓутоа веќе во поодминати години. Да не бе американци бе ние. Раѓањето на Македон, подсенката на Олимп. Така се вика книгата, ја така. има и на македонски јазик. Еден од интересните податоци е што во тоа време се развива бродоградбата. Најразвиените светски империи во тоа време се медитеранските земји, значи Месопотамија, Персија, Картагина, јас те Спарта, слушам. Атина. Меѓутоа, освен Македонија, сите тие во тоа време немаат дрво. А тогаш се трошеле по 30-40 илјади парчиња весла месечно. Бидејќи веслата на бродовите били и потрошен материјал. Сите тие се продавале од Што оваа ми падна од ќе земам нова северниот дел на Македонија, особено Демирхисарскиот, Крушевскиот крај и така натаму. Значи од тука е дрвната индустрија, од тогаш вече корени во Република Македонија. И еве нека биде и тој апел да се ги зачуваме шумите, оти како тргнало, секи и сечеме. Тоа е Еве еден да од апел до оние обични луѓе кои што на некој начин и малку црн пипер, на некој начин и екзистенцијата своја си ја... А спомна нешто за енергијата на Александар. Еве едно прашање за тебе. Еден мој пријател му прати имејл на Оливер Стоун после снимањето на филмот и доби одговор дека нема одговор Оливер Стоун на тоа. Иначе има и документарна емисија они на Discovery Channel како го снимале филмот. И сега има еден интересен податок. Знаеш дека во битката кај Индија, кога македонците, посебно овие што биле околу него, Кратер, Толомеј, сите овие, да не спомнувам сега, Да. веќе почнале да му пружат отпор на Да, Александар, не можат да почна одат понатаму. негодуваат, не можеме Кога повеќе. уствари во таа битка нели загинува и Букефал конјот. Така. Еден податок никој не дава одговор, ниту еден историчар, дури ни Јуџин Борза. Знаеш ли колку слонови, оклопни слонови, се испоклани во таа битка? Неколку десетици илјади. Битката траела еден Затоа ден. и символично го даде фактички се дига Букефал и Да, контра слонот. Битката траела еден ден. Тие се оклопни слонови со две корпи, со луѓе со стрели, индици со отровни стрели и еден кој го контролира, го раководи слонот. Никој не одговара на едно просто техничко, едно технолошко прашање. Како е возможно за 7-8 сати да се закуват толку слонови? Бройлери да се, значи пилиња, со најсовремен технолошки процес, за 6 сати можеш 50.000 да закуваш. Тоа се оклопни слонови во битка во џунгла. Па веројатно со копијата. Не може. Македонската војска била 11.000. Така. Знам дека Значи, се драстично намалени. Најпросто техничко, технолошки не е возможно да се изведе толкав масакар за толку кратко време. Затоа што по сите описи и индиски и македонски во тоа време, цел месец до 2 реките биле црвени
од масакрот на слоновите во таа битка. Нели тука и Александар Македонски е ранет. Тоа било најголем виден до тогаш масакр во историјата на човештвото. Да, затоа што битката кај Гавгамела фактички е победа. Да, тука е тоа е брилјантна победа. Брилјантна победа. Али пази уште едно, вика, тука има една интересен диалог ноќта на битката на Гавгамела, кој што е помеѓу Хефајстион, неговиот најдобар пријател, кој што Оливер Стоун погрешно го прикажува во лошо светло што не е вистина. Тоа беше светло холивудска финта. Холивудска финта за да се направи. Ти подобро знаеш што прави Холивуд односно тоа. Да. Меѓутоа вика дајте да ги нападнеме, вика ноќе, затоа што нема да очекуваат дека ноќно време ќе ги нападнеме. Александар вика спиите мирно. Победата вика не сакам да ја украдам. Сакам да ја заслужам. Која самодоверба имал Александар Македонски во тоа време? И пази ги праќа на спиење. И утредента Нели ова прекрасен мотив, вака да ги мотивираме овие колеги политичари. Ама зошто го зборам јас тоа? Затоа што ние уствари не знаеме чии предци сме. Ние сме предци на првата светска империја. Ние сме предци на првите глобалисти на светот. И пази, никаде кај што одел Александар не им ја уништувал културата. Апсолутно. Им ја зачувувал и ја почитувал за да покаже на дело дека е тоа така. Зел жена која што нема никакви племенски, односно каже ги овие со време да излезам плава крв. Значи од обично афганистанско племе ја наоѓа Роксана да му стане жена за да покаже дека ги почитува сите оние кои што всушност со тоа покажува дека не ги покорува луѓе, дека сака да ги обедини во една идеја. Јас дури мислам дека и некои светски глобални трендови што денеска не се случуваат, се уствари после паѓањето на Берлинскиот зид. Веројатно, Завршувањето на ладната војна и на римската стратегија настапува стратегијата на Александар. Али тоа е дискусија за друг пат. Друг пат, не. Приватно. Да. Дај па стрмките сега. Почитувани, како верни гледачи на емисијата Обични луѓе, имате можност да добиете и вредни награди. Вашата задача е едноставна. Јавете се од вашиот фиксен телефонски апарат на телефонскиот број 141 236 и одговорете точно на поставеното прашање. Најсрекниот од вас, Обични луѓе и Техномаркет го наградуваат. Гледајте не! Дел од моите тајни. Дене. Се од мебел во вашата дома. Салон Дома мебел. Улица Ѓорче Петров, Скопје. Почитувани пријатели, дали знаете дека во светот годишно од кардиоваскуларни болести умираат голем број на луѓе? А дали знаете дека во Македонија болест број 2 се проблемите на уринарно-гениталниот тракт? И дали сте помислиле дека можеби вие ги чувствувате овие симптоми и поради тоа сте под постојан стрес? Нашиот народ е многу умен и вели: подобро да се спречи отколку да се лекува. Затоа, јас ви го препорачувам PXD Адам. Тој по своите својства представува единствена формула во светот. 100% е природен и функционира како енергетска бомба, која на вашиот организам му дава виталност и свежина. PXD Адам делува благосмирувачки и го окрепува вашиот нервен систем, а при тоа ја одржува издржливоста и виталноста на вашиот организам. Идеален е и за мажи и за жени. Препаратот е единствениот природен производ на пазарот кој го подобрува либидото. И повторно ќе го цитирам умот на народот. Решението на проблемот е секогаш пред очите. Потребно е само да се обидете. PXD Адам е решението за вашето здравје и моќ. Од сега, PXD Адам е вашиот најверен пријател. Голема наградна игра Моби диплома во сите киосци, книжарници и продавници за мобилна телефонија.
Подарете им на своите најблиски моби диплома и учествувајте во моби квизот, освојувајќи мобилни телефони и многу други вредни награди. Ексклузивна наредна игра која е хит во светот. Учествувајте и вие, побарајте ја својата моби диплома и забавувајте се со феноменалниот моби квиз. Значи време е за пастрамки и за подароци, нели да видиме зошто сме биле во самата емисија. Одлично е. А? Според звукот мора да е нешто. Одлично Не, изгледа. бе, те бива, немаше. Така. Јас ќе го ставам ова тука кај мене. Да ова малку. Овои двете се за мене или ти ќе им правиш дошто? Јас ќе ти правам малку. Тоа малце хендикепа, ма Да, а главни дружбеници на мојот дел, твојот дел ќе ти дозволам, се камерманија после емисија. Штета што не може да се пренесе мирисот на телевизија. Така да Мирисот знаат што се фантастичен. случува, така. Еве вака. Значи после доброто чајче и добриот сок Таман ова е варчето ме Ананас. разјаде, да ти ќе кажам. разјаде. Малце Сега ќе наликнува. имаш прилика, ќе го искористиме времето додека се малку да се овладат пастрмките. Значи, да земеме така. Многу добро изгледа. Немаше. Да полека ја одвоиме од оздола. Значи, и мајонезот си дава посебен шмек, значи посебно. Тоа си дава шмекче. Значи, вака. Еве вака, самата пастрамка. Добар си, добар си. Добре, па Е, мора. тоа е тоа што мене ми фати. Е, овој фат. Јас сега да бев, лом ќе направи. Да, или ќе се Затоа доброволно. Да, или Ќе ќе ми се ја учини, нема изгореше. гајле. Да, или ќе се изгореше. Тоа 100%. Тоа си. Или кошулчето што ќе го имаше на себе веќе нема да ти беше тоа. Да. А некој пат сакаме и малку поскапо кошулче да си купиме. Така да не е баш пријатно. Во однос на музиката и јадењето сум исти. Значи не знам да свирам и не знам да готвам. Ама многу добро Не, знам колку да е слушам кревка музика мојава дури и ќе се одвои. и добро знам да дегустирам. Добро Така да- знаеш да дегустираш, тоа е одлично. Одлично. И сега јас имам уште едно последно прашање за тебе. Прашај. Што ти се плановите Кои планови? во животот? Планови во животот? Да, Се. прифаќам добро здравје, прифаќам децата да растат, да се постигнуваат Тоа е уствари најважно. економски успеси и така Не знам натаму. на што друго мислиш. Планови во животот? Имаш ли некои други планови? Што знам, читав во весник дека сакаш да си купиш нов автомобил или како беше нешто? Не, обратно. Ме прашаја кој ти е автомобилот со ништата. Викам не знам, немам појма затоа што не сонувам автомобили, сонувам некои поубави нешта. Поубави Тоа нешто. беше. Значи баш обратно. Автомобилот за мене е тој мене да ми служи. Значи воопшто немам планови за автомобил. Ако мислиш на не знам на кои планови мислиш, на семејните планови, сега за сега нека порасне ова бебчево, Така. па здравје керка е на пример во план. Знаеш, покрај два сина Браво. треба една керка, нели? Така. Да се заокружи сето. Само здравје. Значи да ги поздравиме сите македонци. Така Да е. поработат малку на случајот. Сите граѓани на Република Македонија. Нема поголемо богатство од тоа. Сосот, знаеш. морам да ти кажам. Значи, Да? знаеме пастрмката што е. Сосот е ананас, кисела краставичка, масленце, црн пипер, соја сос малку ставивме Јуле, слушај. и ставивме малку од малку чили. Јас ова Значи, ќе дозволиш таман да се рази. да го Да, да, земам, да, значи да јасно. ти дадам друг прибор, дозволи. И салфетката ќе ти ја земам. Те бива бе, немаше. Нели? Значи, еве го, твојот втор прибор подготвен. Значи, оваа салфетка оди кај мене. Мора се да биде под конец. И додека се лади твојата пастрмка пред тебе и додека ти онака ја Е, тоа ќе биде сега тешко искушение. Тешко искушение да се олади ако ga е тука го. Виш пастрмката на мајонез. Јас морам да кажам дека нашата емисија се реализира со помош на многу добри луѓе, на многу позитивни, на многу Затоа ви обични. добра и позитивна Да, емисија. многу обични луѓе. Пред се, морам да го пофалам генералниот спонзор Витаминка. Тука се PXD, Адам, PXD крај. системите, Шај Адам сакам да препаратот, пробам значи PXD. Адам препаратот ќе го пробаш на крај. Добро. Дегустација е одлична и ќе ти дадам и на подарок еден препарат. Значи,
Тука ни е студиото Edelweiss. Значи можат луѓето Знаеш да што е отидат Edelweiss? на органометар, тоа е на цветче. Цветче кое што расте Сте на во- многу високи Да. планински врвови. Да. И Убав една цвет, песната донеси ми ама Edelweiss. недостапен, вика. Да, недостапен цвет. Да, вика преубав, а недостапен. Кажи ми, вика, зошто цветиш? Знаеш, колку убаво, прекрасно кажано, исто така една добра песна, али ја и за тоа држам. Така, тука е техномаркет кој што ги наградува гледачите максимално, значи вртиш телефонче и оп, добиваш подарок од техномаркет и тука е ателје Попчев, кој што сега ќе видиме што ќе ти додели тебе. Значи јас би сакал мојот Тоа супер, колега, Ем мојот си колега јавиш. прво, Сабедин Јупи, значи колега во смисол уметник. Јас сум уметник во светот на вкусовите, тој е уметник во светот на цртежот, Тоа е погледни струмичанец, го карикатури. познавам јас, тоа од Струмица е дечко. Ова детево е од Струмица, наше дете. Значи наше дете би сакал. Фала ти за ова. Значи Ова оваа ќе карикатура стои ти во ќе ја дневната потпишеш соба. после емисијата. Следниот подарок ти е од